Секако, правото на протест е уставно загарантирано право, ама и правото на образование е исто така уставно загарантирано. Радува фактот што имаше, од медиумите дознавме, дека имаше понуда до СОНК за покачување на платата во образование за 10%, што сметам дека во време на криза, тоа неколку пати го истакнува, кога имаме зголемување на цената на горивата, кога имаме зголемување на цената на природниот газ за 100%, кога имаме зголемување на цената за електрична енергија, 8 пати поголема сметка плаќаме како општина, заради зголемувањето на електричната енергија, на цената, но секако се носиме со тоа. Ставот на општината е дека и во време на криза граѓанството нема да почувствува ништо во делот на капиталните инвестиции. Нормално, согласно зголемените цени, ќе треба да правиме корекции во предмер пресметките, но сепак ќе градиме. И тоа се случува во општина Струмица. Низа проекти се отпочнати, дополнително планираме отпочнување на уште многу нови. Тоа е мојот став, затоа што во време на криза сум спремен, заедно со целата општинска администрација и со советниците, кои што се најважната алка во нашето функционирање, ставот е дека ќе трошиме, затоа што граѓаните не смеат да почувствуваат криза. Нема да очајуваме како што тоа се случува во другите општини, туку ќе трошиме. Во однос на штрајкот, како што ги спомена сите можни кризи, треба да имаме разбирање. Државата веќе намалува данокот на додадена вредност на огромен број на производи. Веќе се вбризгани 400 милиони евра антикризни мерки за намалување на последиците од сите можни кризи во кои што се наоѓаме и сметам дека треба да наидеме на разбирање од колективот. Од друга страна, општината си има своји последици од протестот. Превозот на учениците, мојот став и ставот на општината е дури и да има две деца кои што сакаат да дојдат на училиште, превоз треба да им биде овозможен. Општината тоа ја чини околу 200.000 денари на ден, што не е мала сума и тоа треба да го имаат во предвид секако професорите, членовите на СОНК. Нормално, тука не сакаме ниту да пуштиме порака за заплашување, ниту да се ставиме на различна страна, заедно со наставниот кадар и општината сме на иста страна. Треба да разговараат, не треба да преговараат, туку треба да разговараат, треба да се земе во предвид целата таа тешка ситуација во која што се наоѓаме и секако апелирам до учениците, апелирам до родителите да се вратат во училиште и наставата да продолжи. Во спротивно, се наметнува потребата за продолжување на училишната година, што дополнително ќе направи компликации кај матурантите при нивниот упис на факултет. Секако дека убеден сум, ниту јас, најмалку, наставниот кадар кој што обезбедува иднина за државата и за општината, нема да посакува некој да има проблеми при упишување. Ќе повторам за крај, имајќи во предвид и комплетно, разбирајќи ги потребите на наставниот кадар, на образованието, сите треба да земаат поголема плата, но од друга страна треба да имаме во предвид дека ги имаме сите можни кризи ни се случуваат сега наеднаш. Ако викавме дека после ковид ќе тргне на полесно, сега ни се случи и војна во Европа. И тоа се има своји компликации и импликации врз нашето секојдневие, за тоа треба да имаме полно разбирање. Според мене, мојот став е дека 10% се сосема доволно за периодот во кој што се наоѓаме и би требало да биде прифатен, се со цел наставата да продолжи. Важни ни се професорите, важно ни е образованието и од тука се креира иднината. Од тука зависи каков живот ќе живееме ние сите како граѓани. Верувам во капацитетот на наставниот кадар, верувам во капацитетот на директорите на училиштата, на професорите, на наставниците, на техничкиот персонал, верувам во сите дека има капацитет. И можеме да се издигнеме и да бидеме големи во оваа криза.